Значи, еве, вака, целиот проект го знаеме како затече на составот кога дојдовме како влада. И дел од целата лепеза на проекти кои што се застанати, на кои што треба решение. Охрид Кичево автопатот, го кажувам. Капитални инвестиции во делот на железничките станици кои што ги пуштивме. Радарскиот систем овде, во МНАФ и слично. Апсолутно потврдата за мене што значи, знаејќи го целиот предмет во сите негови согледувања, Леонардо will win, заради тоа што правните аспекти кажуваат кој тоа победил. Веќе е избран Леонардо од страна на тогашниот директор Поповски, кој што бил, и апсолутно не смееме да доведеме во прашање било каква дилема заради тоа што некој не сакал тоа да го формализира. Така ја гледам. Letter of award не значи никаква награда. Така се користи формулацијата за делот на известувањето, односно одобрувањето на самиот процес или проект во следна фаза, како или тоа е летер на добивање, и односно потврда на добивањето на одредена работа према конкурентите кои што конкурирале за одреден дел. Не се работи за никакви провизии, не се работи за никакви награди, се работи за нешто кое што е пред 3 години завршено, во 2016 година. Нормално, ако одредена владина институција не ја завршува работата, владата преку своите инструменти да направи притисок позитивен да се имплементира таквиот договор. Значи, дел од работите имаат одреден ризик за нивното незавршување, кој што може да предизвикат и непоправливи последици за државата, за граѓаните или слично. Така е со радарскиот систем. Не случајно државата уште 2014 година одлучила да направи набавка на ваков радарски систем. Значи, дали вие го задолживте Рашковски да преговара со Леонардо и од кога тендери, односно се договараат со компаниите во влада? Односно, тоа беше едно на што најмногу се буневте за претходната влада, имаме нели процеси судски за тоа, за договарани провизии со кинезите, од кои веќе имаме и личности кои се во шутка. Значи, уште еднаш напоменувам, не се работи за договарање на тендерот. Тендерот е завршен 2016. Следните постапки при имплементацијата на изградбата на радарскиот систем, логично да поминат на економски систем, во правните сектори, како што е генералниот секретарат, за да се имплементира. Апсолутно секоја институција се води постапка за јавна набавка. Знаете дека секој договор од неговото потпишување пред да влезе во реализација мора јавно да се објави, на допир на јавноста и слично. Овде не е постигнат конечниот договор за самата фаза на имплементација. Не е склучен. Апсолутно нема склучен договор, апсолутно нема избор, нема тендер. Некој да се собирал, па комисиски да одлучува или слично. Во ваквите постапки се знае, има комисија за избор, за јавни набавки во самата институција, тоа е МНАФ, таа направила селекција, го избрала Леонардо, тоа се случува во 2016 година и тоа е така верификувано и потврдено. Зошто? Заради тоа што понудил најкомпетитивни услови во тој дел. Следната фаза било обврска на владата да влезе во имплементација и негова реализација. Знаете колкав притисок правиме за реализација на капиталните инвестиции. Ова е првата причина. Втората причина е безбедноста мора да се заокружи час поскоро. Радарскиот систем е заради безбедноста на нашето небо, кој што не сме да биде непокриено, која што дефинитивно може да предизвика несогледливи последици, како што реков. Не би малку неизгодно навредите кои што ги кажа Рашковски во видеото, само аудиото кој што е објавено и кон други земји. Секако, јас знам дека се извини. Денеска веќе мојот советник за надворешна политика Дане Талевски се виде со амбасадорот Карло Ромео. Ќе испратам лично писмо на извинување и слично, заради тоа што дефинитивно некој кога го слушате како зборува висок представник на владата, болно чувство. Тоа е наша земја пријател, поддржувач на Република Северна Македонија од нејзината независност. Италија, италијанскиот народ се докажени пријатели. Исто така ромската заедница е нешто на кое што во моментот посветуваме најголемо внимание во моите политички структури од партијата каде што доаѓам. Давам посебно место, алоцираме посебни буџетски средства за да го подигнеме квалитетот на ромската заедница и јас секако ја користам приликата за извинување и од името на владата, но на крајот дали било тоа монтирано со употребата на зборовите или не, ќе окаже истрагата, па тогаш ќе се носи одговорноста и за нашето превзимање на извинувањето во моментот кој што го правиме. Но рете се случило, и рете и Рашковски, и Заев, и сите други, уште еднаш да испратиме пораката на потврдено пријателство према земји кои што навистина се докажени пријатели. Македонија е пријател, односно Северна Македонија е пријател со сите земји. Пример сме за градење на пријателство, апсолутно немаме никаква ни лоша намера, ниту лоша мисла.